Почувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во најновото издание на емисијата 24 од Сесрце со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска ќе разговараме на тема на која што досега не сме имале можност да разговараме. Ова е нешто сосема ново кое што ќе го воведеме во нашата емисија 24 од Сесрце, со цел секако да ви помогнеме на вас, драги гледачи. Нормално ќе можете во следниот дел од емисијата да се јавите и да поставите прашања, токму и за тоа и се и денешните и нашите емисии кои што ги правиме во 24 вести. Станува збор за наследувањето како најчест проблем во семејството. Знаеме дека доста често наследствата може да направат проблем во семејствата кои што и такако знаат да бидат болни и нормално поголеми проблеми кои што и такако не знаат граѓаните да ги решат, понајчесто тука треба и совети од адвокат. Со мене во студиото за таа цел е Владимир Кацарски, адвокат. Денеска се надевам дека ќе ви биде доста интересна емисијата и се надевам дека во следната половина нормално ќе имаме и некој гледач кој што ќе се јави ќе постави прашање на денешната тема. Владимир, ви благодарам пред се што прифативте да сте дел од оваа емисија. Се надевам дека ќе бидеме корисни за нашите гледачи. Благодарам што ме повикавте и се надевам ќе можам да ги одговорам вашите прашања. Така. Ова е една доста комплексна тема. Баш кога се слушнавме на телефон и кога спомнавме на која тема ќе разговараме, кога спомнавме за наследства, рековме дека и тоа е доста чест проблем во семејствата кои што и такако знае да ги растори семејствата. Пред да почнеме да се осврнеме на оние ситуации кои што, да речеме на некој начин се и потешки, кажете ми како може да се дефинира наследството? Во суштина наследството е имот кој од починатото лице преминува на останатите наследници. Тоа би била некоја најкратка дефиниција за самиот термин. Така. Постојат ли видови на наследство? Да, во суштина има два вида на наследство. Тоа се законското и тестаменталното, секоја со своји специфики, посебности, зависно од околностите. Честопати, кога зборувавме и пред емисијата, рековте дека има случаи кои што и такако треба да се разгледаат, бидејќи некогаш станува збори за комплексни случаи со кои што и такако е потребен адвокат и консултирање со адвокат. Доста често кога станува збор за наследството, има луѓе кои што може да се договорат нотарски. Меѓутоа, во кои ситуации е потребен совет од адвокат и присуство на адвокат? Вака, во суштина постапката за наследување, односно постапката за преминување на имотот од починатото лице кон останатите живи наследници, една доста специфична постапка во својата природа. Неформалниот дел, односно оној дел во кој што може да се договорат роднините, е оној дел кој што е најчесто и неспорен. Тој се јавува најмногу во ситуација кога имаме јасно издиференцирани имотни односи во самото семејство, кога имаме, да го речеме, тој прв наследен ред, преживеаниот брачен другар со децата, и тоа се најмногу оние семејни односи и имотни односи внатре во семејството во кои може да се договорат најблискиот круг на роднините. Додека во оној вториот дел во кој што се јавуваат спорен дел од постапките, тука најчесто се однесуваат на имотните односи кога веќе двата родителя се веќе починати, или пак кога во некое семејство нема деца, па се оди на вториот и третиот наследен ред, и тогаш веќе почнуваат оние проблеми да се јавуваат во делот на наследувањето. Така. Пред малку споменавте дека постојат два типа на наследство, законско и за тестамент. Што спаѓа под законско? Законското наследување во суштина подразбира пренос на оставината врз наследниците согласно начинот на кој што е уредено со закон.
тука желбата на починатото лице, односно на оставителот, ја нема, изостанува и во недостаток од таква последна волја се применуваат законски определените одредби. Така. Пред малку споменавте дека кога станува збор за наследства, од како ќе починат, да речеме, двајцата сопственици на конкретниот имот, се случува да директни наследници да се нивните деца. Како се прави тука поделбата? Нели тоа би требало по правило да спаѓа на сите на деца или може да се подели, да речеме, на еден или на двајца, или не се, во зависност колку наследници се? Да, законски определбата е во првиот наследен ред, а и во сите останати наследни редови, целокупната оставина да се подели сразмерно на сите. Добро. Но законот за наследување прави една дистинкција која му дава определени права на поголем, односно помал дел на оној наследник кој повеќе или помалку се залагал за семејството, кој повеќе или помалку се залагал за чување и грижа околу оставителот, односно оставителите, и некакви други прашања кои што имаат некое посуштинско значење во самата постапка. Така. Кажете ми, што се подразбира по тестаменти? Дали е потребно присуство на адвокат кога се пишува тестамент? Во суштина, тестаментот е поприлично лична работа и тоа е на сите нас можност и потреба во еден интимен момент да ги напишеме сите оние работи и начинот на поделба на вкупниот имот со кој располагаме. Во дадената ситуација постојат повеќе видови тестаменти. Консултацијата со адвокат е пожелна, но не е и неопходна. Во нашето право постојат повеќе видови на тестаменти, кои што се, например, своерачен тестамент, судски тестамент, нотарски тестамент, понатаму постојат тестамент, понатаму имаат усмен тестамент, па имаме и вонредни тестаменти, кои што се составаат во вонредни околности, и меѓународен тестамент. Добро. Под умен тестамент што значи? Затоа што често пати тука се прави таа, да речеме на некој начин, збрка кога станува збор за поделба на имоти на сето она што нели го имале оставителите. Ќе може уште еднаш да повторите? Велам, што се подразбира под умствен тестамент, усен тестамент, да. Па тоа е тестамент каде што оставителот јавно на сведоци им го соопштува им ја соопштува својата последна волја на сведоци. Добро. Кои по примањето на последната волја од оставителот се должни веднаш без одлагање во првата државна институција надлежна за евиденција и водење на тестаментите, веднаш да го стават устниот тестамент, да го забележат на хартија, со цел да не дојде до губење од меморијата на самите сведоци. И тој дел тука знаеме дека малку може да биде и проблематичен. Да. Кажете ми, дали сите тестаменти треба да бидат пред сведоци напишани или пак, како што споменавте, тоа може некојаш да биде и своерачен тестамент кој што и понатаму ќе биде прочитан. Меѓутоа, ме интересира дали треба да стои некој печат, заверка од нотар или подпис од адвокат. Значи вака.
Својрачниот тестамент е можеби најизворниот вид на тестамент. Тоа е оној интимен момент кој секој го има и кој во дадена ситуација, како да ви кажам, тоа е она лична волја која што во моментот оставителот ја поседува кај себе. И тоа е можеби можеби не најправилниот тестамент, но најточниот тестамент кој некое лице може да го има. Понатаму, во делот на судскиот и нотарскиот тестамент, тука во суштина постои определен акт од страна на овие две институции, односно судот како институција и нотарската канцеларија како јавна служба. Понатаму, вонредните тестаменти, тука спаѓа и војничкиот тестамент, изразен пред строј, односно пред старешина од ист или повисок ранг, каде што се составува во такви вонредни околности во кои никој не може да претпоставува дали ќе го дочека следното утро. Во таквите и другите видови на тестаменти се тука. Во суштина не мора за сите да постои одреден доказ, одредена верификација. Потписот од адвокат за заверка на таквите тестаменти не е никаде наведен. Добро. И тој во оваа процедура не е неопходен. Добро. Може ли тестаментите да се спорат? Да. Во кои ситуации? И доста често тоа се прави? Токму тоа, и тоа е многу честа практика во нашето правно живење. Најчести основи за оспорување на тестаменти се способноста да се состави тестамент од соодветното лице. Тука најчесто роднините, наследниците ја спорат возраста на лицето, ги спорат умствените способности, наведуваат разни болести од кои боледува самото лице или боледувало во моментот пред да почине. Понатаму се спори дека некое лице составило одреден тестамент со присила, принуда, измама, заблуда, предизвикана од еден наследник кој што го добил поголемиот дел од имотот. И тоа се сите тие основи по кои може да се оспорува одреден тестамент како последна волја. Така. Кажете ми, тешко иде ова оспорување на тестаменти? Па видете, сето тоа зависи од умешноста на правните застапници, од основот, добро, би рекол, да се оспори, и од расположливите докази во соодветната постапка. Така, затоа што да се докаже дека некој бил под принуда, треба да има докази, претпоставувам, да сврши доказ. Во секој случај. Така. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа се раќаме назад во студиото каде ќе бидат уклучени двете телефонски линии и секако ќе можете да не контактирате. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Така,
Се враќаме повторно назад во студиото, каде што разговараме на тема наследувањето како најчест проблем во семејствата. Со мене во студиото е Владимир Кацарски, адвокат. Како што споменав пред малку и на самиот почеток на емисијата 24 од Сисрце, можете од овој момент па до крајот на емисијата да не контактирате на двете телефонски линии на 02 60 91 924 и 02 60 91 925. Ќе бидат телефоните прикажани на дното од малите екрани, па ќе можете да не контактирате во секој момент. Кажете ме, Владимир, кога станува збор за вакви случаеви, спомнавме дека ова се доста тешки случаеви, најчесто во Македонија се тужат и се судат поради наследства и оставински постапки. Ви се случило ли, постои ли некој, еве да речеме, тежок случај кој што тежок е крајниот резултат или нема некоја посакувана завршница? Меѓутоа, пред да одговорите на прашањата, имаме гледач на линијата, да го слушнеме прво гледачот. Добро утро и повелете. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Благодариме. Ало. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Добро утро. Повелете, ајде, во програма сте. Во ред, благодарам. Вака, поздрав до гостинот. Имам едно прашање, конкретно, значи, се работи. Добро. Да, дали ме слушате? Ве слушаме. Зборете. Намалете го тонот на телевизорот затоа што ве буни, за да можеме подобро да се слушаме. Има друго лице збори моментално. Не збори друго лице, повелете. Вие сте, затоа намалете го тонот на телевизорот. Аха, намалење. Ајде, повелете. Значи, конкретно имам прашање во врска со наследство. Се работи, значи, за предмет кој што е купен од лице, кој што во тој момент беше, нели, живо, потоа починува, а се работи за пловен објект. Сега, за да во наследство, нели, стапи, да го наследи, например, неговата сопруга, за истата да мене да ми го префрли, на кој начин тоа да се оствари? Добро. И благодарам за јавувањето, имате пријатен ден. Така. Значи, во конкретната ситуација, потребно е да се евидентира самото право на собственост, како такво, за да може да се остварат останатите имотни права кои произлегуваат од самата собственост. Едно од тие имотни права е правото и можноста да се наследува. Половните објекти имаат специфична правна положба, затоа што иако се подвижни ствари, согласно законот се сметаат за недвижен имот. Добро. А имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Сакам да го прашам... Ало? Ве слушаме, повелете. Сакам да го прашам гостино тука за една правна работа. Добро. Дали во ова се рачуна камата на особа за... Ало? Ве слушаме. Значи, дали кога лице едно лице осудено со нека правосилна одлука, а тоа е во затвор, дали се наплаќа на камата а тоа е должен со некоја ова, и тоа е на услужување таму во затвор, дали се наплаќа камата, дали може да се стопира каматата на неговиот долг, што се има по прифатна тужба изгубен некој случај. Дали може да се стопира неговата камата, тоа сакам да прашам правното лице. Добро, ви благодарам за јавувањето. Да. Тоа е сосема друга тема. Во суштина е сосема поинаква тема од она на која сега разговараме. Но правно гледано не постои некоја посебна пречка дури во затвор одредено физичко лице, одреден граѓанин да остварува приход по некој основ, како и тоа дека не постои некоја правна пречка истото лице да биде задолжено со определени камати. Но дали и колку тече таа камата и дали и колку таа камата има основи да биде запрена,
Тоа веќе е случај кој што бара конкретна правна консултација во смисла на разгледување на конкретните списи од предметот. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Овака, на нотар сум подпишал, родителот ми е жив. Едниот сум подпишал во корист на брат ми кој е починат, имото целиот да биде на него. Меѓутоа со некоја усмен договор да некој работи, тие ми помогнат мене. Тоа тие не се држат до усмениот наш договор. Сега дали може ја тоа да го поништам на нотар? Целиот имот е запишан на брат ми, сега кој е починат, сега дали може тоа да се поништи, да се премисли? Добро. И благодарам за јавувањето. Ако добро го разбрав прашањето, проблемот на гледачот се однесува на тоа што имотот е префрлен на неговиот брат додека неговиот татко се уште е жив. Предпоставувам дека имотот би требало да биде префрлен од неговиот татко во моментот кога ќе почине. Добро. Верувам дека добро го разбрав гледачот. Во случај кога некој однапред се откажува од наследство, дури и во случај нешто да не излезе онака како што е договорено, јас верувам дека таквите договори, а и по закон, се ништовни. Не може некој да се откаже од наследство што би го добил во иднина. Се додека немаме починато лице кое што поседува определен имот, без оглед дали се тоа хартија од вредност, дали е тоа недвижен и подвижен имот, односно определени имотни права, ние не можеме да зборуваме за наследување. Сите дејствија кои што се направени пред да се отвори самата постапка за наследување се правно неважечки. Добро. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Имам малолетни внучиња од починат син. Добро. Дали може тестаментот да важи после нивната полнолетност? Добро. Ви благодарам за јавувањето. Не гледам никаква причина зошто внучењата не би можеле да бидат дел од наследниците, доколку неговиот син е веќе починат. Со таа работа што за нивното евентуално наследување би требало да се произнесе мајката. Така. И да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Или добро утро. Повелете. Добар ден. Едно прашање имам до почитуваниот господин и гостин во вашата емисија. Сакам да му поставам конкретно прашање. Добро. Поднесена е физичка делба во 2008 година, каде што после поднесувањето на физичката делба, мојата покојна мајка побара во Основниот суд во Велет да поведе оставинска постапка. Ќе кажам конкретно, во Марија Хаджи Петрушева, нотарот, е одложена постапката, бидејќи требаше се расправа за имотно-правните односи. Во меѓувреме, во 2011 година, пред да почине мојата мајка, сестра ми носи нотарка дома и го подпишуваа договор за поклон. Меѓутоа, има неправосилно решение, каде што не е со конкретните димензии, знаци, означени мислам, што треба да се напише во оставината на поклонот. Добро. Меѓутоа се води постапка за физичка делба, каде што и повисокиот суд
кажува, видејќи кај ја го владеам делот горе на спратот и го владеам делот доле при земјето каде што се води југославинската постапка. Меѓутоа, во приземниот дел во 1986 година имаше пожар каде што ја градев, направив и доградба и наградба, истото и учествував. Меѓутоа, сестра ми не беше тука присутна, па има некои спорови околу незе и повисокиот суд не сака да се произнесе. Добро. Благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Ова е малку покомплексно прашање. Да, се согласувам со вас. Ова е малку по-специфична правна проблематика, во која се внесени две, односно три различни постапки кои што имаат една крајна цел, пренос на имотот од починатото лице врз живите роднини. Но во конкретниот случај, а и поради времето, нема да бидеме во можност да одговориме на ова прашање, затоа што бара и разгледување на конкретните списи. Верувам дека тие списи се во малку поголем обем и по број на страници и по вид на материјал, кои што бараат и малку посеопфатна анализа од правен аспект. Така. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Се јавувам гледач од Горно и Волчиште. Најпрво ве поздравувам, емисијата ви е многу добра и ви посакувам успех за работа. Само намалете го тонот на телевизорот да можеме подобро да се слушнеме. Према тоа имаме проблеми ние со физичката делба, имаме од 77 година. Се гласи на наше име, на сите четворица браќа, одиме да вадиме секој што ни требат документи и имотни листови, вика не може да ви дајме имотни листови. Добро. Намалете го тонот на телевизорот затоа што и сега ние не знаеме што да работиме, дали се работи за нешто друго. Зошто кога постои земјата преку мене, на пример, или преку брат ми, да немам право да имам имотен лист? Добро. И благодарам, ако тоа беше се, имајте пријатен ден. Во конкретниот случај би можело да стане збор за некакви имотно-правни пречки во поглед на остварување на правото на собственост и ваквиот случај би требало дополнително да се разгледа. Во моментов е преобемен за правна дискусија. Така. Кажете ми, Владимир, пред малку гледачот спомна наследување како поклон. Што конкретно тука значи? Што е вствари поклон? Како може нешто да остават на поклон? Подарокот во суштина е пренос на собственост меѓу живи. Добро. Значи тоа е всушност пренос на собственост, не е наследство. Да. За подарокот обично се смета дека не се наплаќа, но од друга страна лицето кое го прима подарокот треба да покаже почит, благодарност кон давателот на подарокот. Така. Тука има уште едно прашање кое што исто така сакам да ви го пустам. Се надам дека ќе имаме време до крајот на емисијата, бидејќи имаме уште еден гледач. Добар ден, повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до гостинот, поздрав до гостинот и до вас. Благодарам. Преубава тема. Вака сакам да поставам едно прашање. Значи, свекрва ми ја почина. Свекор ми се уште е жив. Значи, без физичка делба, на сите браќа има подбено место, препишано као поклон, а на нас ништо. Дали може нешто да се поведе некоја постапка или нема основа? Сакам да ми објасни гостинот. Добро. Благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Благодарам, исто и на вас. Ваквите случаи
може да бидат интересни од страна на наследно правната практика, но тука треба да се види намената на подарокот, треба да се види поводот по кој што тој подарок е даден, да се провери вредноста, да се стаби во целокупната состојба во однос на преостанатиот дел од оставината. Така што треба тука многу повеќе работи да се разгледаат. Подарок како подарок, но сепак треба малку да подлабока анализа. Да се прогледа по документација и да се види каков е уделот на подарокот во рамки на целокупната оставина. Така. Имаме уште еден гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ви сакам убав ден. Емисијата ви е многу прекрасна и често пати ве гледам. Драго ми. Едно прашање до гостинот и поздрав до него и до вас. Благодарам. Ме интересира вака. Сега слушам за наследно, за лична собственост, подарок од баба ми на мајка ми, па мајка ми мене. Добре. Значи, тоа доаѓа лична собственост. Ме интересира, че води управна постапка, значи добив пресуда во моја корист, значи и решение. Како може на лична собственост да се упише државно земјиште поради проширување на улицата? Значи, се работи за улица, се проширува, направивме договор за 27 квадрати, да им отстапам, ми го платива по 20 евра, така се договоривме, без проблем. Него, после тоа, ми упишуваат мене 60 квадрати државно земјиште и ми фаќа дел од куќата за рушење и не можем да ја легализирам. Дали јас сум, значи, толку несвесна да подпишам, кога, ако е државно земјиште, а го користам 45 години и наследено од прабаба ми, прадедо, и кога ми го дала баба ми, од катастар дошле, мереле, виделе околчано, јас едно метро сум се повлекла од улицата за да остапам метро, значи така нека биде за ширење на улицата, плюс значи сум имала остапено и пак сум се повлекла. Значи пресудата е и решението све е донесено е и до катастарот, но катастарот дава одговор во управниот суд дека постапиле, а ваму не е постапено, тие 60 квадрати уште стојат на Република Македонија и не може да се реализирам куќата. Значи до крај на годинава, значи мене после тоа треба да ми ја рушат куќата, а живеам 50 години више тука. Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Предметот на господјата која пред малку се јави, во еден дел се однесува на наследувањето. Добре. Додека во вториот дел се однесува на остварување на нејзините имотни права во делот на експроприацијата, колку што можев да разберам. И за таа намена препорачливо е и не само што препорачливо, туку и нужно неопходно е зголемена активност на низиниот адвокат, доколку го има, доколку го нема, и лично и препорачувам веднаш во најкраток можен рок да обезбеди правна помош, како не би дошла во ситуација на рушење на куќата. Така. Имаме уште еден гледач, последен за денеска. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Во програма сте? Повелете? Добро, претпоставам дека гледачот се исклучи. Јас имам уште едно прашање за крајот на емисијата. Ме интересира за наследство по владење. Постои ли такво нешто? Видете, во суштина владението е врзано повеќе за собственост. Добро. Може да се владее нешто, а да не се биде собственик на истото. Добро. Например, јас со оваа чаша можам да ја владеам, а да биде ваша. Добро. Во делот на собственост. Но доколку разговараме за правото на користење,
на определена недвижност, за правото на користење определено како имотно право, тоа може да биде предмет на пренос, но не на наследување. Значи, има повеќе работи кои што во оваа, како да речем, правна материја се тесно поврзани со останатите гранки на правото, посебно во делот на граѓанско-правните односи, и ова право на користење на недвижност, што е кај повеќето кај определен број на граѓани застапено, може да биде предмет на водење на одредена наследна постапка, но со специфични карактеристики. Владимире, тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да сте дел од оваа емисија. Емисијата е доста интересна, има многу што да се зборува. Времето за жал не ни дозволува. Јас се надам дека повторно ќе ни дојдете, ќе можеби ќе продолжиме да разговараме на оваа тема, меѓутоа можеби ќе збориме и на некоја друга тема од областа на граѓанското право, затоа што има многу што да се зборува. Так, ви благодарам. Благодарам што ме повикавте и уште еднаш би сакал да нагласам дека граѓанското право е една многу голема правна област, која што во себе вклучува многу бројни права и односи, многу бројни постапки, можем слободно да кажем дури преку 50 се на број, и многу е широка за ова кратко време. Се надам дека повторно ќе дојдете. Се надевам јас. Вие, драги гледачи, останете со телевизијата 24 вести. Тоа беше Владимир Кацарски, адвокат, со кој што разговаравме на тема наследувањето како најчест проблем во семејствата. Најновото издание на емисијата 24 од Сестрат се гледајте го во среда во истото време. Ви благодарам на вниманието.